колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, што е најважно во светот во овој карантински викенд низ кој што ние поминав? Па фактографија, она што е во центарот на светот се протестите во САД, досега невидени, најмасовни, иако и во минатото ги имаше, но сега ми се чини дека сите некако се собраа против Доналд Трамп, барајќи ја правдата и барајќи менување на општествените услови во Соединетите Американски држави. 12 дена жестоки протести. Не се чини дека стивнуваат. Не стивнуваат, напротив, ми се чини дека доаѓа и до длабоките поделби внатре во кругот околу Трамп. Тој нареди повлекување на Националната гарда под притисок на неговите генерали од Пентагон, но и неговите поранешни соработници. Само да објасниме, бидејќи Вашингтон ДС, Дистрикт в Колумбија, нема гувернер, таму председателот управува со, да кажем, вклучувањето на националните гарди, дури и војска. Инаку е тоа должност на гувернерите во самите држави, да. Така што заради тоа Трамп можеше да демонстрира и тука но повторно ќе кажам под притисок и не само што е повлече Националната гарда, тука беше невозможно да ги распореди оние трупи кои се директно под негова команда, како што се специјалните сили, за да ги упати у некоја од зафатените држави, доколку Националната гарда и полицијата не успева да се справат со демонстрацијата. Мене ми се виде многу интересно викендов, а тоа е баш и онака главна вест утринава. Минеаполис изгласа укинување на полицијата по убиството на Џорџ Флојд. Да, радикална мерка. Да, радикална мерка. Тие сметаат дека оваа полиција била расистичка, не можела да ја заштити заедницата. Тие предлагаат реструктурирање на безбедносните сили, поинаку да бидат организирани, не се кажуваат деталите како, но во секој случај да бидат под директна команда и управување и избирање на полициските службеници од страна на заедницата во градот, од друга страна републиканскиот градоначалник се противеше на тоа, од редовите на републиканската партија. Значи имаме едно меѓупартиско препукување на релација градоначалник републиканец, гувернер демократ, председател на САД републиканец. Истото се случи и со другите држави. Една минута за крај. Се чини дека во Косово се направија оние работи заради кои и падна претходната влада. Се укина ограничувањата, рестрикциите за трговијата со Србија. Тоа најавува веројатно подлабоко влегување во косовско-српскиот диалог. Реципроцитетот, мерките на реципроцитета, владата на Хоти ги укина вчера, веднаш од кога дојде на власт, со што се отвори простор за враќање на диалогот, едно од условите на Приштина. Сега Приштина очекува меѓународен притисок врз Белград, а едно од барањата на Приштина за седнување на овие преговори е секако застанување на српската дипломатија која ги отповикува државите кои го признале Косово. Односот на силите е 90 држави кои го признаваат, наспроти 96 кои го повлекува своето признавање, така да сега Белград веројатно ќе се соочи со притисок од Соединетите Американски држави и специјалниот булдожер дипломат на Трамп Ричард Гренел, кој треба да го принуди Вучич да ја запре таа офанзива за отповикување на признавањето и да ги седне на преговарачка маса и повторно за поента да кажам, на Трамп очигледно му треба голем меѓународен успех за да го прикаже во пресед на председателските избори. Очигледно по Венецуела, Иран, Блискиот Исток и Африка проценил дека Косово ќе му биде најлесно да го реши, бидејќи нема емоции кон Косово како републиканец, особено кога ќе чуе информацијата дека има биста од Бил Клинтон и дека има улица која е наречена по Џо Бајден, веројатно уште повеќе ќе има интерес тоа да го реши со Косово и да го затвори и така да истрча на избори и да ја привлече и тамошната заедница да гласа за него. Добро, да речеме дека тоа може да биде една од причините, иако се плашам дека е тоа премал влог за еден американски председател за кој се што за подсетување во моментов се соочува со страшни граѓански немири, веројатно му се стеснува и просторот за да, знам, меѓутоа во нормални ситуации можеби оваа иницијатива кон Косово и Србија би била некаков смислен надвршно политички повотек. Не сум сигурен дека во оваа американска администрација постои таква некаква структурирана далековидност како што сме очекувале и сме гледале и во претходни. Ќе покажат изборите, ќе покаже времето што следува, до тогаш само ќе ги анализираме, ќе ги пренесуваме анализите и фактите што се случува на теренот.